Здраво, другарчиња! Ете денеска размислував и ајде си реков да се дружиме со едни двајца познати јунаци кои што многу ве сакаат вас дечињата, а верувам и вие дека ги сакате нив, во нивната многу позната и многу славна приказна која што се вика Зајакот и желката. Ама, ние нема сега тука да ја раскажуваме приказната, затоа што верувам дека сите многу добро знаете што се случуваше во таа приказна, како Зајко беше нестрплив, колку сакаше да ја понижи желката и да ја направи навистина дека е многу спора и дека нема сила за да го победи и дека не може никогаш таа всушност да го победи и така натаму, туку највеќе од се сакам денеска малку повеќе да се научиме на тоа како и колку треба да бидеме истрајни тогаш кога некој ќе ни зададе некаква задача. Односно, како вистински треба да се однесуваме кога дури и дома заедно со родителите или сами понекогаш или со сестричката или братчето ќе треба да седнеме и да гледаме некоја екранизирана приказка. Тоа значи, другарчиња, дека кога и да гледаме некоја приказна или кога и да слушаме исто така некоја приказна, треба да сме истрајни, да сме внимателни, да слушаме за тоа што ни се зборува, да се трудиме да запомниме колку можеме повеќе од сето тоа што ни се раскажува, затоа што кога ќе заврши приказната, најважно од се е дека ќе треба да ја разбереме незината содржина, а воедно и да знаеме да извлечеме некаква поука, затоа што и секоја приказна ни носи некоја поука, ни носи некое знаење кое понатаму во животот сите ние ќе треба многу да го применуваме. Еве, другарчиња, како нашите другарчиња Јана и Марта тоа го направија во својот дом. Така, како што и сите повеќето или сите сме сега, седејќи дома, чувајќи си го своето здравје и грижејќи се и за здравјето на сите други останати. За да им биде времето убаво исполнето, тие изгледаа приказната за Зајакот и желката, која што нивната мајка им ја пушти на нивниот телевизор дома. Тие внимателно ја изгледаа приказната, научија внимателно што и како се случуваше со Зајакот и желката и потоа многу полесно беше да ги сработат сите оние други работи кои што како идеја ни потекнаа од приказката за Зајакот и за желката. Секогаш, кога ја раскажуваме или гледаме оваа приказна, најчесто сите посакуваме, нели, на желката најмногу да ја помогнеме. Иако да признаеме дека желката најмногу самата на себе си помагаше. И незината упорност и истрајност во трката и овозможи таа на крајот да биде победник. Еве сега ви предлагам една игра. Значи, откако ќе ја изгледате приказката за Зајакот и желката, почнуваме да се забавуваме. Првата игра ни е следнава. На подот во вашиот дом, мама или тато со било што, дали со креп трака, дали со споени цевчиња, дали со некој конец од волница дури може слободно да ви одбележат една патека која што вие со помош на, доколку имате кукла желка или пак Зајко, или пак било какво некој друго животно кој што често го среќаваме во шумата, ќе ја изодите патеката по која што тие требале да одат додека се надпреварувале. А уште поинтересно ќе биде доколку направите две патеки на кои што истовремено ќе се надпреварувате вие со некој член од вашето семејство. Верувам дека ќе ви биде многу интересно, многу забавно и уште позабавно ќе биде доколку има уште некој од вашето семејство кој што ќе биде публика, ќе навива и со навивањето ќе ве поттикнува. Одлично! Лана
вистински се забавуваше, да ви кажам, во овој надпревар. Таа немаше конкуренција, немаше некој со кој што можеше да се надпреварува кој попрв ќе стигне, но секако дека со својата желка и помогна полесно и побрзо да ја изодат патеката која што ја обележа низината мајка. Понатаму, втората игра која што можеме денеска да ја изиграме е сигурно дека предпоставувате дека кога ќе се надпреваруваме за било каков надпревар да станува збор, па макар и за надпреварот меѓу зајакот и жилката, после таков еден напорен надпревар, нашето тело, нашиот организам бара храна. Но каква храна треба да му понудиме? Секако дека здрава храна. Храна полна со многу витамини, храна која што е свежа и токму веднаш тогаш подготвена. Еве Јана, која што ни дава идеја да направиме еден прекрасен сендвич, кој што најпрво ќе биде од свежа и здрава храна. Еве сите гледаме овде. Се што имаме дома. Морковче, краставичка, свежа марула, кромиче, лукче, зависи што имаме во нашиот фрижидер. Понатаму, со нешто да го намачкаме лепчето, од кое што ќе го направиме сендвичот, и најинтересно од се е кога на крајот и убаво ќе го украсиме или пак дури ќе му помогнеме да личи на некој од животните кои што најчесто ги сретнуваме. Во нашата приказна, овдека, тоа е желката и овој сендвич кој што Јана го подготви и го споделува со сите нас, а верувам и сите вие дома ќе го направите, вклучувајќи ја вашата идеја, вашата фантазија, вашата креативност, многу интересно и примамливо ќе изгледа и секако дека ќе ве натера и убаво и здраво да го изедете. Понатаму, наредна трета игра која што можеме да се забавуваме потикнати од надпреварот меѓу зајакот и жилката е доколку можете, ако можете сами, ќе си ја нацртате зелката, која што ја имаме на сликата тука пред нас, или пак морковчето, може и дури некој да ни помогне и ништо нема лошо во тоа доколку некој нам ни помага, а потоа со салфетки, па може и со тоалет хартија која обично е во бела боја, да правиме ситни топчиња, со кои што топчиња, потоа многу кога ќе ги собереме, ќе ја облепиме површината на цртежите кои што ги нацртавме, а потоа ако можеме со темперна боичка или со водена боичка да ги обоиме зелката во зелена боја, а морковот во портокалова боја. Така интересно и малку подолготрајно ќе се забавуваме, ќе ги разбудиме нашите прстиња, ќе се раздвижиме, ќе се разиграме и ќе направиме убави и паметни дела за овој ден. Ви посакувам да ми бидете сите добри. Поздрав!